Скопје ќе добие нови електрични автобуси, откако Министерството за транспорт распиша јавен оглас за набавка на 120 автобуси и станици за полнење. Премиерот Христијан Мицкоски оваа набавка ја најави уште во ноември минатата година, како дел од владината стратегија за намалувањето на загадувањето во Скопје. Со новите автобуси ќе се олесни јавниот превоз во Скопје, рече тогаш претседателот на владата. Покрај во Скопје, дел од новите автобуси ќе возат и во другите градови во државата. Ќе се заменуваат штетните азбестни покриви во Скопје. Градот објави оглас за субвенции во износ од 50% од трошокот за сите заинтересирани граѓани. Јавниот повик ќе трае до 15 октомври или до исцрпување на средствата предвидени за таа намена, а право на учество на јавниот повик имаат сите жители на Скопје кои ќе ги заменат азбестните покриви во овој период. Скопје добива ново зелено катче за одмор и рекреација, откако општина Киселавода почна со уредување на локацијата Покрсти над Драчево. Таму е предвидено изградба на рекреативна патека, поставување урбана опрема, изградба на плоштад, велопатеки и дополнителни содржини што ќе го збогатат просторот. Градоначалникот Орце Ѓорѓиевски најави дека по завршувањето на овој проект, локацијата Покрсти ќе стане омилена дестинација за сите љубители на природата, спортисти и семејства кои бараат мирен одмор надвор од градската врева. Со изградбата на нов спортски терен во Ченто кај старата полициска станица, општина Газибаба го почна проектот за изградба на 8 игралишта низ населените места. Како што кажа градоначалникот Бобан Стевковски, во претходните 4 години се изградени 27 спортски терени, а со изградбата на новите 8, бројката на нови игралишта ќе биде 33. Во Волково се реконструира патот околу пругата. Увид во работите изврши градоначалникот на Ѓорче Петров Александар Стојковски, кој објасни дека со овој зафат се унапредува пристапот до железничкиот транспорт, а истовремено се подобрува и вкупната сообраќајна поврзаност во Волково. Ново мултифункционално игралиште на кое може да се игра и тенис се изгради во Ново Лисиче. Игралиштето е обложено со сертифицирана мултифункционална подлога, која освен за фудбал и кошарка е соодветна и за тенис, соопштија од општина Аеродром. И ова лето, општина Илинден го организира традиционалниот училишен летен камп, како награда за најуспешните ученици од општинските основни училишта кои годинава летуваат во Охрид. Бесплатниот одмор за најталентираните деца е дел од програмата за работа на градоначалникот Александар Ѓорѓиевски и стратешкиот план за развој на општина Илинден 2022-2026, со фокус на поддршка, мотивација и развој на младите генерации. Инокс Центарот за иновации во Скопје вчера беше домаќин на бизнис акцелераторот УКИМ, која организира конференцијата како стартапите да обезбедат паметно финансирање во 2025-та. На настанот говореа истакнати претприемачи и експерти. Учесниците имаа можност за вмрежување со инвеститори и деловни лидери, создавање нови партнерства и запознавање со актуелните механизми за финансиска поддршка. Во старата Скопска чаршија до четврток 19 јуни во организација на Детскиот културен центар Карпош, а со поддршка на град Скопје, се одржува манифестацијата Ритамот на чаршијата. Старата Скопска чаршија е најголемата на Балканот. Таа плени со мали дуќанчиња, занаидчиски објекти, верски објекти, чајджилници, ресторани, музеи и амами, и затоа е една од најпосетуваните локации од страна на туристите и локалните жители, велат организаторите. Во издание на издавачката куќа Антолог од Скопје објавена е книгата Знам планина што ме чека на авторката Шоле Резазаде. Таа е иранско-холандска авторка која твори на холандски и на персиски јазик. Преводот од холандски на македонски го направи Ели Пујовска. Промоција на стихозбирката Куќичка на дрво не е дом од Милена Силјановска се одржа синоќа во кафе книжарницата Буква. Милена Силјановска е писателка, поетеса и уредничка во издавачки центар 3, во чиешто издание е и оваа стихозбирка. Во скопското село Љубанци до 22 јуни ќе се одржува меѓународната ликовна колонија со меѓународен карактер. Колонијата е традиционално поддржана и спонзорирана од општина Бутел, како нејзина активност и поддршка на ликовната уметност, а организатор е Градско здружение на ликовните педагози Скопје.
Синоќа на крстосницата меѓу улиците Цветан Димов и Џон Кенеди во скопската општина Чаир, несогласувањата ги решавале со ножеви. 3 лица завршиле со телесни повреди. Повредените биле пренесени во градската општа болница Светинаум Охридски и во клиничкиот центар Мајка Тереза. Основното јавно обвинителство Скопје поведе постапка против 40-годишен скопјанец за кого постои основано сомнение дека извршил кривично дело телесна повреда. Имено осомничениот во алкохолизирана состојба на 8 јуни во семејниот дом ја натепал својата мајка, која се здобила со телесни повреди. Од обвинителството за тепачот побара определување мерка притвор. Пијан скопјанец со 1,70 промили алкохол во крвта синоќа во кисела вода удрил во друг автомобил. Тој бил задржан во полициска станица, а против него ќе биде поднесена пријава за безобзирно управување со моторно возило. Во несреќата со телесни повреди се здобила со патничка од удреното возило. Фудбалерите на скопските тимови Вардар и Работнички во првото квалификациско коло во конференциската лига на УЕФА ќе играат против Ла Фиорита од Сан Марино и Торпедо од Белорусија. Бидејќи во ждрепката не беа носители, македонските тимови првите надпревари ќе ги играат на домашен терен на 10 јули, а реваншите на 17 јули. Без електрична енергија, денеска од 8 часот и 10 минути до 14 часот и 30 минути, беа жителите од населба Јака и село Марино, како и дел од корисниците од селата Белимбегово и Кадино во општина Илинден. Струја во периодот од 10 до 12 часот немаа ниту на улиците Симеон Кавракиров, Петар Ацев и Атанас Митрев во општина Аеродром. Без вода пак вчера останаа корисниците од населбите Влае и Бардовци. Причините, како што појасни од јавното предпријатие Водовод и канализација, биле изведување водоводен приклучок на улицата Франце Прешерн, како и заради изведување технички зафат во пумпна станица.